Our infrastructure is our highways, and the railway infrastructure is not good enough, not equipped enough to be a part of the migrant route. One of the reasons why we are actually not part of the migrant route. If they Why? build for you the railway and the road, you will accept to have a hub? Yeah, I mean, if they would, I would definitely accept it. If they would invest 10 billion euros into building railways. They will invest whatever it takes, Okay, not 10 billion. So one thing about Montenegro accepts the hub if we do the railway. Она што сака да го каже Еди Рама е вака од страна малце не дупи, посредно не дупи, сака да каже овие прифатија центри затоа што им дадоа да се гради железница. Кој прифати да се гради железница? Македонија прифати да се гради железница, тоа значи дека ако си прифатил да се гради железница, условот било да правиш мигрантски хабови. Така? И се не дупа тоа. Еди Рама и Црна Гора. Како и да се викаше ови на Црна Гора. Ке има или ке нема сега мигранти? И зашто таа тема не ја разговараат и уопште не одговараат на тие прашања од нашата преценета севселенска влада? Нели нема да има мигранти? Што не идеш на Индепендент? Кажи, нема, ние не прифатим. Или на Таймс. Не прифативме ние. Да, има некои други во регионот, тоа не сме ние. Што не излезете да го кажете тоа? Излага Еди Рама и вика, ако ни дадете 10 милиарди и на нас, и ние за железница ќе прифатиме мигранти. Тоа значи дека ако и на нас ни дадете 10 милиарди, тоа значи дека на некого е дадено за да прифати. А на кого е дадено? Кој потпиша договор? Ацо Николовски. За све излажавте. Па еве и за ово. Штета што има уште кој ви верува, тоа е тоа.